Дом на културата Иван Вазов Климе овој период ја организира најголемата детска манифестација посветена на шегата, тоа е Априлијадата. Изминатите години на овој ден градот Кавадарци личеше на една голема сцена каде што повеќе од 2000 деца од сите училишта во Кавадарци учествуваа со своите маски. Градот живееше со шегата, но еве од познатите причини поради ова криза која што настана со пандемијата COVID-19, Домот на културата Иван Вазов Климе ова година го одбележува овој ден со изложба на цртежи, на маски и на шеги преку цртежот, посветени на ова Априлијада. Денеска е 1 април, денот на шегата. Понекогаш го нарекуваат и денот на сите шегаджии. 1 април не е национален празник, но секаде се прославува како ден кога многумина прават различни шеги. Но денешниот ден најкарактеристични се сепак маските, кои се со цел да не насмеат и расположат. Па по тој повод, Дом на култура, во соработка со сите основни училишта во Кавадарци, ви ја представува оваа изложба на цртежи, маски, изработени токму за овој ден. Настанот е насловен како Априлијада и е всушност ликовен конкурс најдобро изработена маска повод 1 април, во кој зедоа учество сите основни училишта од Кавадарци. Јас во име на сите ликовни педагози кај нас да заблагодарам на Дом на култура за иницијативата нивна и за реализација на оваа детска изложба, иако во ситуација на пандемија, сепак ми се чини дека внесовме голема ведрина не само со изложбата, туку и целиот месец-два што се припремавме за изложбата, работата со децата исто така. Самата тема е шегата, маската, но и пред се и овде е застапена и карикатурата како дисциплина, и ми се чини во тој поглед ги наградивме и најуспешните творби на децата. Ние секој во процес на работа, самата тема е таква, како работевме и така ја иницииравме самата идеја и со децата и се шегувавме, дури ги разработувавме маските, се смеевме заедно, малку и заборавивме на околностите во кои што моментално живееме, но се надевам искрено дека лека полека ова ситуација ќе се надмине, наредната година веќе почнеме заедно со децата да работиме и во физичка настава и на овој настан сега, мислам во ова време на пандемија ќе се сеќаваме само како едно време што поминуло, а ведрината ќе остане, изложбите ќе останат, ова изложба како традиција секако ќе остане, ќе се шегуваме и понатаму, и тоа е исто така еден поздрав од едно размислување, еден поздрав од децата до целата нација, да останеме ведри, да го задржиме тој дух слободен, да се надеваме на подобро време и да продолжиме понатаму со отворбите. За освоена 3-та награда за најдобра маска на наградниот конкурс Априлијада доби второ В одделение од Основното општинско училиште Тоде Хаџитефов од Кавадарци. Исто 3-та награда доби Теодора Ѓорич од Основното општинско училиште Димката Ангел од Габерот од Кавадарци. За освоена втора награда за најдобра маска на наградниот конкурс Априлијада доби Мирко Гајч од Основното општинско училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци. Втора награда, уште една, доби Емилија Темелкова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Кавадарци. И секако најдобрите, сите цртежи се добри, ама сепак мора да издвоиме некои, најдобрите цртежи. За освоена прва награда за најдобра маска од наградниот конкурс Априлијада доби Лазар Грозданов
од Основното општинско училиште Димката Ангел од Габерот од Кавадарци. И уште една прва награда за Димитар Димов од Основното општинско училиште Димката Ангел од Габерот од Ваташа. Им честитам на наградените ученици и понатаму да творат, да учествуваат на вакви конкурси, па се гледаме до година во поинакво време, сметам.